Почитувани, Зоран Заев и неговиот клан секојдневно продолжуваат да го понижуваат народот. Како што беше Заев осомничен за подкуп, а Зоран беше судски реформатор, така советникот од Дуи Усиини отвара дивоградба, а Нефи се пријавува да руши дивоградби. Ова самоволие е намерно газење врз интелигенцијата на граѓаните. Заев најавуваше дека градењето на диво е сопрено, а негови градоначалници ги отвараат објектите. Пред УНЕСКО предложија еден законски текст, пред пратениците испратија друг законски текст. Тука градоначалникот прво вели немало капацитет за толкаво уривање, па се преброи на прсти. Толку од имплементацијата на препораките од УНЕСКО. Најавија уривање, а на тендерот им конкурира фирма која што градела на диво. Почитувани, објектот на Нефи Усеини зад мене, советникот од Дуи, е изграден на државно земјиште и е во заштитениот УНЕСКО појас. Откако почна да ја гради во март годинава, никој воопшто не се ни обидел да ја спречи дивоградбата, само му било испратено решение од општина Охрид за рок од 10 дена сам да ги урне конструкцијата и платформата. Еве го зад мене, цел објект изграден, Рамис Мерко, поранешен министер во владата на Зоран Заев, му ја отвори, а сега истиот оној што ја изгради и што не се само сруши кога му беше испратено решението, сега конкурира на конкурс од општина Охрид да рушел дивоградби. Каква дрскост, каква неспособност, каква навреда кон граѓаните од кланот на власт. Владата вметнува одредби во законското решение со кои што новиот совет треба да одлучува со бедентер, што е спротивно на Уставот, а згора на тоа во советот да членува и еден надворешен представник на предлог на министерот за политички систем и односи меѓу заедниците, што е класично политизирање на едно прашање што е од областа на екологијата и на кое што нели треба да реагираат само експерти. Почитувани, вакво зафркавање со народот и со државата немало и ке нема. Вакво самоволие и непочитување на елементарните морални вредности од власта немало никаде. Македонија се соочува со девастација, најмногу морална. Дивоградбата на власт мора да си замине, избори мора да се распишат, достоинството и обновата мора да започнат што побрзо. И благодарам.